Членовите на специјалната Олимпијада на Македонија, организирани во досега рекордни 32 екипи, ги одмеруваа силите во кошарка во спортската сала Филип II Македонски во Валандово. Она што е многу важно за одбележување е дека навистина ние успеавме да создадеме еден систем кој што јас не верував дека ќе можеме да го победиме минатогодишниот рекорд од 25 екипи. За среќа оваа година има 32 екипи пријавени од цела Македонија, што е исклучително значајно за движењето, за социјализацијата, за интеграцијата, со еден збор за активната инклузија како модел кој што специјална Олимпијада Македонија го применува. Оваа посебна категорија на деца која што сакаме да биде со, да не кажам, со сите други деца во контакт е основната причина зашто ние сме традиционални партнери, да не кажам, со Олимпијадата или со децата за специјални потреби, бидејќи сметаме дека тие деца едноставно во нашата општина кога доаѓаат се чувствуваат исто како и дома. Голема чест ми е што сум пред се домаќин, еве да не кажам по 7-8 пат за вакви деца и сметам дека и апел ќе биде до сите други градоначалници и општини да ваквите деца кога доаѓаат особено на манифестации, особено од културен карактер или од спортски карактер, каде што имаме дружење на децата, исплотување и создавање на пријателства, да сите градоначалници ваквите манифестации ги поддржуваат. Спортот е само еден од начините за активна инклузија на лицата со посебни потреби во општеството. Преку спорт, рекреација, преку култура, преку дружење, тоа се единствените начини да овие деца го исполниме нивниот живот, да им дадеме содржина на нивните животи и да тие деца се чувствуваат така како сите ние останатите. Па да, значи овие манифестации ако не се, децата ќе бидат само затворени дома, значи нема да се дружат, значи и самиот спорт го прави човек да биде подобро и подобро да се чувствува. На петиот национален турнир во кошарка учествуваа лица со посебни потреби од цела Македонија, а се одржа по повод 3 декември, Светски ден на хендикепот.